До 15 мај земјоделците и земјоделските стопанства може да ги поднесат барањата за субвенции за 2018 година. Во овој период ќе се поднесуваат барањата за директни плаќања за растително производство и тоа за површини со полјоделски и градинарски култури, лозови и овошни насади за сточарско производство и тоа за одгледување говеда, овци, кози, пчели, свињи, живина и заклани животни во кланици, велат од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Барањата се поднесуваат по електронски пат, самостојно од страна на барателите. Доколку барателите имаат потреба за помош при создавање на електронското барање, може да се обратат во подрачните единици на Министерството за земјоделство. Агенцијата на својата веб страна www.ipartpa.gov.mk ги објави упатствата за корисници, телефонските броеви и електронската адреса каде што ќе може да се поставуваат прашања во врска со поднесување на барањата. Барањата за мерките за растително производство се поднесуваат врз основа на евидентираните податоци за парцели во единствениот регистар на земјоделски стопанства и системот за идентификација на земјишни парцели со состојба на 15 март 2018 година. Барањата за мерките од сточарското производство за говеда, овци, кози, пчели се поднесуваат врз основа на евидентирани податоци за животни во регистарот за идентификација и регистрација на домашни животни за состојба на денот на поднесување на барањето. Од агенцијата ги потсетуваат одгледувачите пред поднесување на барањето, задолжително да ја проверат и по потреба ажурираат состојбата со животните во ветеринарното друштво со кој имаат склучено договор. Земјоделските стопанства, доколку имаат било какви промени настанати во меѓувреме, во периодот од 15 мај до 15 јуни, во дополнителни законски 30 дена треба да се обратат до подрачните единици на Министерството. Од агенцијата нагласуваат дека на земјоделците во програмата за 2018 година на располагање им се 6 милиарди и 210 милиони денари, кои се наменети за директни плаќања. Според податоците за досегашните исплати, од агенцијата велат дека повеќе од 78 милиони евра се исплатени од програмата за финансиска поддршка во земјоделството, а повеќе од половина од програмата за 2017 е реализирана.